إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biidhnillahi ta'ala, ke продолжиме вечерва со четвртата година после хиджретот од посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам. Во минатиот дерс, како што учевме, беше третата година од хиджретот и најважните настани што се случија, а од нив беше битката на Ухуд. И случките од битката на Ухуд и на крај дали беше тоа пораз или победа за верниците. Така што бидниллахи таала вечерва ќе продолжиме со четвртата година после хиджретот од нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам. А во таја година, значи четврта година после хиджрет, се случија исто неколку случки. Од тие се следниве што ќе ги учиме вечерва. Кога Абу Суфјан ради Аллаху ан, што беше уште мушрик во тоа време, кога замина од битката на Ухуд, се направија закажување меѓу него и посланикот салаллаху алейхи ва саллам да идната битка да бидит идната година во Бедр. Зашто во Бедр имаше секоја година каде арапите се собираа тука, а тоа беше во месец Зулқаъда, значи еден месец пред месецот кога се правит хаджот, значи во Зулхиджа се правит хадж. Тоа е последен месец од исламските месеци. А Зулқаъда е значи 11-тиот месец. Во 11-тиот месец се збираа арапите во Бедр, на местото на Бедр, и седеа тука 8 дена. Правеа трговија. Тоа беше периодот од Бедр, така е речен временски период од Бедр. Што тука секоја година арапите ги имаа тоа како значи закажување, како термин, како средба меѓу нив. И така беше таа средба закажана меѓу верниците и неверниците, да биде идната средба меѓу нив, идното соочување во временскиот период на Бедр. Така што посланикот салаллаху алейхи ва саллам излезе со неговите асхаби кон Бедр. И стигнаа таму и останаа 8 дена. Значи толку беше тој временскиот период. И во текот на тие 8 дена правеа исто трговија муслиманите. Трговија со муслимани, со неверници, со други арапи и така натаму, зашто трговијата е дозволена. Но Абу Суфјан не се појави. Значи Абу Суфјан и курејшитите, што тој ги водеше нив, не се појавија на Бедр. Значи не го држеа зборот даден. А посланикот салаллаху алейхи ва саллам, како што беше познат веродосниот, го држеше зборот
i otide na Bedr, no Abu Sufjan ne se pojavi. I така što od toj vremenski period направија муслиманите големи придобивки во насока на трговијата. Значи правеа големи тргови и елхамдулилlah, значи добија големи придобивки, големи, значи во таа трговија, значи добија, значи големи придобивки. И после тоа се вратија муслиманите со посланикот салаллаху алейхи ва селам во Медина. Во оваа година, во истата година, во четврта година после хиџретот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, умре еден внук од внуците на посланикот салаллаху алейхи ва селам, а тој е Абдулла ибн Руқејја. Абдулла ибн Руқејја, значи син од Руқејја, што беше ќерка од посланикот салаллаху алейхи ва селам, а беше сопруга Руқејја од кого? Од Уthman ибн Аффан радијаллаху ан. Значи синот Уthmana радијаллаху ан умре во таја година, што беше внук од посланикот салаллаху алейхи ва селам со 6 години. Значи имаше внукот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, неговото име беше Абдулла, со 6 години умра. Исто во таја година, во четвртата година, после хиџретот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, во месец Шаабан, значи Шаабан е еден месец пред Рамазан, Рамадан, месецот Рамазан. Значи во месец Шаабан се роди исто внук од посланикот салаллаху алейхи ва селам, а тој е Хусейн радијаллаху ан, син од Алија радијаллаху ан и Фатима бинт Неби салаллаху алейхи ва селам. И Фатима ќерка од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Значи исто во таа година се роди Хусейн радијаллаху ан во месец Шаабан. Во истата година исто умра една од сопругите од посланикот салаллаху алейхи ва селам, една од мајките на верниците, зашто сопругите од посланикот салаллаху алейхи ва селам се мајки на верниците. Се мајки на верниците. А таја беше Зейнеп бинт Хузейма радијаллаху анха. Оваа мајка на верниците почина, умре, значи во четвртата година после хиџретот од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Беше нарекувана Зейнеп бин Хузейма радијаллаху анха, беше наречувана мајка на сиромасите. Мајка на сиромасите, значи во нејзиниот живот во Медина е нарекува мајка на сиромасите. Зошто ова име го доби? Поради нејзината доброчиност спрема оние што има потреба и оние што беа сиромаси. Така беше наречена мајка на сиромасите. Посланикот салаллаху алейхи ва селам се ожени со Зейнеп бин Хузейма радијаллаху анха после битката на Бедр во третата година, во месец Рамазан. Така што таа не остана долго кај посланикот салаллаху алейхи ва селам. Значи беше во брак со посланикот салаллаху алейхи ва селам 8 месеци. 8 месеци во брак, но е почестена да биде мајка на верниците. Мајка на верниците. Така што после нејзината смрт му го клања посланикот салаллаху алейхи ва селам нејзи дженазето и ја закопа во гробиштата Бақија.
Bakija, što se i den daneska tije grobišta, vo Medina. Umra Zeynep bint Jahš, bint Huzeyma radijallahu anha, umra su 30 godine. Znači, koga imaše 30 godini, umra. Znači, beše samo 8 meseci vo brak su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Vo istata godina, znači zborime za 4. godina posle hidžret od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se oženi so Umu Salama radijallahu anha. Koga umre Ebu Salama radijallahu an, po nekoj vreme se oženi poslanik sallallahu alaihi wa sallam so Umu Salama. I taka što, taja stana isto majka na vernicite. I ova je važno isto da gi poznavame i minjata na našite majke, što beja soprugi od naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Se koga gi poznavame iminja na nevažne ličnosti, kako togaž ne možeme da gi naučime i minjata na našite majke. Umu Salama radijallahu anha, ova izvoredna žena, prekrasna žena, itra žena, pametna žena, ostroumna žena, od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, što imati dosta hadithi prenesen od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, je posljedna sopruga od soprugite na naše od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, što počina. Znači, posljedna koja je počinata od soprugite na naše od poslanik sallallahu alaihi wa sallam je Umu Salama radijallahu anha. Znači, ova taja žena, ova izvoredna, prekrasna žena koju zborevme na početu, koga imaše praveno hidžret za Habeša, hidžret koga gi odelija vo Medina, za koga saka da odat vo Medina, koga saka da odat za Medina, so nezini od maš Ebu Salama, koga gi odvoja i koga pomina site tije teškoti, se to toa, znači Umu Salama radijallahu anha, na kraj stana žena od naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Posle brakot so Umu Salama, nekoliko dena posle brakot so Umu Salama, isto vo 4. godina, se oženi poslanik od sallallahu alaihi wa sallam so Zeynep bintu Jahš radijallahu anha. Znači, taja sopruga što počina beše Zeynep bint Huzeyma. A ova je Zeynep bintu Jahš. Vo 4. godina, nekoliko dena posle brakot so Umu Salama, se ožene poslaniku sallallahu alaihi wa sallam so Zeynep bintu Jahš radijallahu anha, što je isto taka stana majka na vernicite. Vo vrska so Zeynep bintu Jahš radijallahu anha se objaveni nekoliko ajeti, a od njih je velit Allah ta'ala فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. I bideći Zejd se razvedi s oneja, nije za tebe omaževna. Ova je objaven ajet, što ke se čita do sudnjo den. I bideći Zejd se razvedi s oneja, vo suratu Ahzab, ajet 37, i bideći Zejd se razvedi s oneja, nije za tebe omaživna. Zeynep, radijallahu anha, beše mnogo gorda i radosna poradi ovaj ajet. I taka se gordeše među soprugit od naše od poslanik sallallahu alaihi wasallam i im veleše, vas ve omažija vašite familiji
za poslanika sallallahu alaihi wasallam, a mene me omaži Allah subhanahu wa ta'ala su objava. A to je ovaj ajet. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Nije za tebe omaživma. Ova je objava od Allah subhanahu wa ta'ala, kuranski ajet što ke se čita do sudnjeg den. Govor na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, i koga se omaže Zeynep bint Jahš radijallahu anha za naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam beše 35 godine. Znači imaše 35 godine. Vo istata godina, znači vo četvrtata godina posle hidžret od poslanika sallallahu alaihi wasallam, gi kazni poslaniko sallallahu alaihi wasallam eden evrejin i evrejinka poradi blud, poradi pravenje zina. Znači im je dade kaznata islamska za toa delo što go napravija. Zašto ti je beja vo islamska zemlja, kade beše šerijatot, a vladarot beše poslanik od Muhammed sallallahu alaihi wasallam i im je dade taja odredena kazna što zaslužija. Znači, to je evrejin i taja evrejinka. Vo isto taka četvrtata godina, ne sake preminime vo petata godina. Petata godina posle hidžretot od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači ovdje je bija nekoliko nastani od četvrtata godina posle hidžretot od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vo petata godina posle hidžretot od poslanika sallallahu alaihi wasallam se sluči eden klevet od strana na munaficita protiv semejstvoto od naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Potočno protiv našata majka Aisha radijallahu anha. Znači munaficita obvinija Aisha radijallahu anha za blud, teka napravila zina. Kako se sluči to? Koga naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam beše vo jedno od njegovite patuvanja i kako što imaše običaj poslanika sallallahu alaihi wasallam da zemit i nekoj od njegovite soprugi, takavo to patuvanje zede Aisha radijallahu anha. I Aisha radijallahu anha beše ušte mladi godinje. Taka koga bevo to patuvanje, koga se zaprejada od marat, po nekoj vreme koga stigna noć, koga se stemni, Aisha radijallahu anha se oddaleči od, kao što beja karavanite lugeto, poradi nejzina lična potreba. Koga se vrati nazad, Aisha radijallahu anha, veke karavanite beja zaminati. Zašto vernicite, ashabite na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, misleja deka Aisha radijallahu anha spijet i teka je mala i vo mladi godinje, i je zedo stavile, mislite kad vo toa čebe kašo je zasukana, vo čebe to je, stavija na kamila i za prodolžija. No, ne beše taka. Koga se vrati Aisha radijallahu anha, posle izvršuvanja na nezinata lična potreba,
веќе караваните беа заминати. Но од нејзината остроумност не замина никаде, не го напушти местото. Зошто? Се знаеше кога ќе заприметат верниците, муслиманите, дека Аиша ради Аллаху анха не е со нив тука, ќе се вратат назад да ја земат. Значи не замина ни угаре, ни удолу, ни лево, ни десно, да се изгуби така уште повеќе. Туку остана, тука на тоа место, каде беа караваните. Пред неколку време. Сафуан, и така што кога во следење на тоа време е опфати Аиша ради Аллаху анха сонот, значи заспа. По некое време сахаби Сафуан ибн Муаттал ради Аллаху анха беше закаснал и дојде со неговата камила каде беа муслиманските каравани. Кога виде дека имат нешто на земја црно е, така легнато, кога се доближе е препозна дека беше Аиша ради Аллаху анха. Се ја познаваше, зашто ја познаваше и пред да биде објавен ајетот за покривање за хиджапот, е познаваше, значи, како мало дете, како млада во Медина, е препозна дека Аиша ради Аллаху анха е. И тогаш рече Сафуан ибн Муаттал ради Аллаху ан, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. И тогаш Сафуан ради Аллаху ан, од неговата чест и неговиот висок морал, се врати назад. Не сакаше да ја вознемируват и да ја уплашит. Но во тоа назад враќање, чекорење, осети Аиша ради Аллаху анха, значи дека има тука некој. Кога се разбуди, одма го покри нејзиното лице и, значи, тогаш Сафуан ради Аллаху ан му е стави на Аиша ради Аллаху анха камилата да се качит и никаков збор не разменија, како што вели на покасно Аиша ради Аллаху анха, вели никаков збор не ми зборна. Така замина, одеше Сафуан ради Аллаху ан, тргаше напред камилата, Аиша ради Аллаху анха, умул муъминин, мајка на верниците, качена на камила. Додека ги стигна муслиманските каравани. Кога ги стигна муслиманските каравани, верниците вистински не помислија ништо овде. Се случило грешка, тека мислеле, тека качиле Аиша ради Аллаху анха, а тоа не се случи. И ништо не помислија верниците, беа нивните срца чисти. Но мунафиците, што беа исто во тоа патување со муслиманите, беа многу радосни овде. А на врви од нив Ибн Селул, најголемиот мунафик во Медина, Ибн Селул, тој се израдува. И ова го најде како добродојдено за него да го нападни семејството на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам и да ја нападни честа на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И така почна тој мунафик да ширит меѓу редовите на верниците и на муслиманите во врска со Аиша ради Аллаху анха, со Сафуан ибн Муаттал ради Аллаху ан. Значи да ширит невистиност, да ширит клевет, да ширит лага. И најде некој од верниците, најде кој го послушаа неговиот збор. Значи, тие што го послушаа неговиот збор, не беа мунафици, беа верници, но има избрзување во нивните
работи, во нивното делување. Како Мистах, Хасан и исто Хамна бинт Джахш. Овие четворица, значи, овие тројца послушаа зборовите на овој мунафик, а се значи овие верници, но има избрзување, затоа што треба овде што учиме ние, да не брзаме многу, нарочито во вакви многу опасни вести, што се работи за чест на еден муслиман или муслиманка. Треба убо и добро да се осигураме. Нешто си слушнал во главата твоја, со ушите твои, све да го речиш. Зашто шеријатски имат правила овде. Не све што ти текинат на главата твоја, да го исфрлиш надвор да го кажеш. Се случи тоа, за тие, значи почнаа да шират во Медина, дека се случило нешто меѓу Аиша радијаллаху анха и Сафуан ибн Муаттал радијаллаху ан. Но, како што вели шејх Салих ал-Фаузан, хафидахуллах, од нивната, значи од тој мунафикот, Ибн Селул, од неговата простост, од неговата нездрелост, како може тој да мислит, ако би направила Аиша радијаллаху анха нешто, што не му доликува никогаш тоа да го направи, таа е чиста со тоа, ќе дојдеме со тоа во врска со тоа, како може после тие заедно да дојдат во караваните муслимански да влезат? Ако би направиле нешто, нема да дојдат тие заедно, вели шејх Фаузан. Значи, тие што прават такви работи, не сакаат да се видит и да се дознае. Прва работа. Втора работа, вели шејх Салих ал-Фаузан, хафидахуллах, ова не беше намерена грешка од Аиша радијаллаху анха. Таја отиде поради нејзина лична потреба, се оддалечи од караванот, кога се врати назад, не беа тука караваните. Значи, таа немаше овде што да прави, не беше нејзина грешка. Исто така, вели шејх Салих ал-Фаузан, хафидахуллах, дали му доликуват на Сафуан ибн Муаттал да ја видит Аиша радијаллаху анха, мајка на верниците, сопругот посланикот салаллаху алейхи ва салам, ќерка од Абу Бекар ас-Сидик радијаллаху ан, да ја види тука и да ја остави да замините. Дали му доликува това на сахаби? Никогаш. Ама ова е нездрелоста, ова е на оние што имаат болест во нивните срца. Ова е она што Аллах ги казнил нив во дуњалокот пред ахиретот. Се ќе дојд после што е за него казната. Ќе дојд. Така што мунафиците почнаа ова жестоко и интензивно да го шират во Медина овај хабар, оваа вест, лажна вест, овај клевет. На посланикот салаллаху алейхи ва салам секако дека знаеше честа од Аиша радијаллаху анха, не му беше лесно. А мунафиците секојдневно повеќе и повеќе. Аиша радијаллаху анха, од нејзината итрос, велит, посланикот салаллаху алейхи ва салам се измени малце спрема мене. Не беше како што беше пред тоа. Увек кога имав потреба, кога ми беше тешко, значи беше во мојата близина и значи значи внимание ми посветуваше и така натаму. Но последниот месец не беше тоа како што беше претходно. Но Аиша радијаллаху анха не знаеше што се случува, немаше слушнато и уште беше млада. Така што еден ден од деновите слушна од мајката на Мистах, а тој Мистах беше од верниците што послуша веста од мунафикот. Мајката на Мистах го укоруваше нејзиниот син за она што го ширит и што го правит. Зашто Мистах беше фамилија од Абу Бекар ас-Сидик радијаллаху ан, беше сирак. Беше сирак
Jetим što Abu Bekr radijallahu an go gledaše nego, go održavaše nego. I taja go ukoruvaše nezini od sin poradi ona što go širit protiv našata majka Ajša radijallahu anha. Ajša radijallahu anha praša neja što je, što se slučuvat, togaž mu kaža ona što se zbori dvo Medina već je skoro jedan mesec. Togaž koga slušna Ajša radijallahu anha ovaj zbor i to obvinuvanje protiv neja i to i klevet od strana na munaficita, ova napravi da bidi mnogu bolna. Taka je opfati golema temperatura. Golema temperatura. Taka koga vlagaše posle poslanika sallallahu alaihi wa sallam kajneja, prašuvaše kako si i Ajša radijallahu anha mu pobara dozvola na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da odit kaj nezinite roditelji, da gi prašat njih što zna tije, što slušnale tije. Taka poslaniku sallallahu alaihi wa sallam mu dozvoli na Ajša radijallahu anha da odit kaj Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an i nezinata majka. Koga stigna vo kućata na Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an, majkata nezina od Ajša radijallahu anha beše, znači dolu na prvi sprat, tak je rečeno, i Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an beše na gornji od sprat se klanjaše. Ajša radijallahu anha, koga vleze vnatre, praša nezinata majka, da li taja slušnala za ona što se zboruva dvo Medina. Togaž, kako uteh, mu odgovori, oj kjerko moja, oj Ajša, ova je adetodna lugeto što go pravat, naročito za jedna žena, koga taja nezini od maš soprug esakat i mu posvetuvat vnimanije, i taka lugeto počnuva znači da zboruvat takvi zborovi. Posle toga Ajša radijallahu anha praša da li znajet moj tatko, znači da li znate Abu Bakr radijallahu an. Reče, nezinata majka reče da. Isto praša toga je Ajša radijallahu anha da li znajet poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. Se Ajša radijallahu anha zaprimeti promjena kaj poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, no ništo poslaniko sallallahu alaihi wa sallam ne mu imaše rečeno. A tako ga slušna pobara dozvola dorit kaj nezinite roditelji. Taka ne, znači, nemaše slušnat od poslanika sallallahu alaihi wa sallam nešto direktno. No nezinata majka mu reče da i poslaniko sallallahu alaihi wa sallam znaje za ova obvinuvanja. Za ova vest što se širit. Taka počna Ajša radijallahu anha da plačet na golem glas, što Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an slušna i posle namaz od koja go doklanja praša što se slučuvat i mu odgovori njegovata sopruga deka taja je Ajša i slušna za ona vest što se širet vo Medina. Togaž počna isto Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an da plačet. I Abu Bakr radijallahu an mu reče na Ajša radijallahu anha, oj kjerko moja, podobro je da si odiš kaj poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, znači mu preporačuvaš da se vratit kaj nezini od soprug, a to je poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. No, vo isto vreme, otide isto Abu Bakr i njegovata sopruga radijallahu anhuma zajedno sa Ajša radijallahu anha, kaj poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. Taka što veli da Ajša radijallahu anha koga doklanja ikindija namaz, asar, i bev sednata među mojite roditelji, znači jedni od na desnata, drugi od na levata, vleze poslaniko sallallahu alaihi wa sallam. Vleze znači v osobata na Ajša radijallahu anha.
Koga vleze poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, koga vide, znači vide poslaniko sallallahu samo ta situacija, deka znači Ajša radijallahu anha isto doznala, slušnala, što se zboruvat vo Medina od strana na munaficite. Taka poslaniko sallallahu alaihi wa sallam počna da zboruvat, a ga otvori njegovi odgovor so slavenje na Allah subhanahu wa ta'ala, onaka kako što mu dolikuvat na jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. I posle reče, oj Ajša, ako si napravila na sebe si nepravda, ili si napravila greška ili izletok, pokajaj se i vrati se kaj Allah subhanahu wa ta'ala i baraj proška za toga kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Je preduvaše so drugi zborovi. Koga zboreše poslaniko sallallahu alaihi wa sallam ovije zborovi, ako si napravila greška, nepravda, izletok, Ajša radijallahu anha mu veleše na poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, ala testahji an tezkura hada? Allahu akbar. Vidi kakvi zborovi se. Allahu akbar. Ajša radijallahu anha, naša ta majka, mu veleše na poslaniko sallallahu alaihi wa sallam, a ne se stramiš da mi go spomniš ova? A ne se stramiš da mi go rečiš ova? Ala testahji an tezkura hada? Koga poslaniko sallallahu alaihi wa sallam završi so njegovi odgovor, togaš Ajša radijallahu anha mu se obrati na njezino tatko Abu Bakra Siddiq radijallahu anha. Znači, zamisli ti ova sredba na ovije luge, vo taja jedna soba je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, je njegovata sopruga Ajša radijallahu anha, je Abu Bakr doneja sednat, Abu Bakr Siddiq radijallahu anha, i njegovata sopruga od Abu Bakra Siddiq radijallahu anhu. Zamisli ova sredba na koj luge togaš Ajša radijallahu anha mu se obrati na Abu Bakr radijallahu anhu i mu reče, a netki mu zboriš njemu, ne sakaš li da mu zboriš, znači ne sakaš da me braniš. Abu Bakr Siddiq radijallahu anhu reče, što da mu rečam jas na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? I ne zboreš Abu Bakr. Togaž mu se obrati na nedzinata majka i mu reče Ajša radijallahu anha, a ne sakaš li da mu zboriš? A ne sakaš li da rečiš nešto? I ta reči što da mu rečam jas na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Togaž Ajša radijallahu anha počna da zboruvat. Počna njezini odgovor so slavenje na Allah subhanahu wa ta'ala, onaka kako što mu dolikuva da biti slaven Allah subhanahu wa ta'ala. I toga što reče Ajša radijallahu anha. Slušaj što velit Ajša radijallahu anha. Reče Ajša radijallahu anha, jas, ako bi rekla na vas, ja sam napravila nešto, Allah je svedok deka ja sam čista i ne su napravila ništo. Slušaj dobrovni matelno ovije zborovi. Jas ako bi rekla vas, sam napravila nešto. Znači to što go mislite vije, Allah je svedok deka ja sam čista i nevina i nemam ništo so toga. No vije ke rečite togaš, ete taja prizna sama. Ete taja prizna sama. A ako bi rekla ja vas, jas nemam ništo so toa, jas ništo nemam napraveno, ja sam čista i nevina. I Allah znajte kad sam nevina i iskrena vo ova što go kažu vam, vi je nema mene da mi veruvate.
zašto ova rabota vi je vlezena vo vašite duši. Taka što veli da Ajša radi Allahu anha, ja ne najdu vam primer, što možem da vi gorečam vas, primer za meni za vas, osven zborovite od tatkoto na Jusuf alejhima salatu wassalam, znači zborovite na Jakub alejhissalam, koga mu dojdo so lažnata košula na Jakub alejhissalam, mu rekao teka volkot go izel Jusuf alejhissalam. Što reče toga Jakub alejhissalam? فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Jakub alejhissalam, Ajša radijallahu anha mu odgovarat ovdje na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, na Abu Bakra Siddiq radijallahu anhu, na nezinata majka su ovaj ajet. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Na vistina samoubava trpljivost ke pravam, baram pomoć od Allah za ova što opišuvate. So ovije zborovi Ajša radijallahu anha, znači, im najde primer za sebe si, za njih. Na vistina samoubava trpljivost ke pravam, baram pomoć od Allah za ova što opišuvate. Taka što Ajša radijallahu anha beše cvrsto uverena deka Allah subhanahu wa ta'ala nad njegoviot arš, nad njegoviot ogroman stolp, što Allah nad njegoviot stolp ke objavit nezinata nevinost, ke očistit Ajša radijallahu anha od taja klevet i to obvinuvanje i taja laga. No Ajša radijallahu anha velit, jas ne očekuvav da dojdet objava ajet, zašto nego gleda v sebe si tolku ogromno. Tuku mislev teka poslanikot sallallahu alaihi wasallam ke vidit nekoj son, a sonovit od poslanicite se objava, no ke vidit son, kade što se dokažuvat mojata nevinost i teka to je laga. Ama da se objavit ajeti da se objavit, ne očekuvav to. Ne gledav na sebe si toliko golema vrednost. No ne ostana nekoje vreme, ne pomina nekoliko, znači ovdje se veli sa'a znači sat, ama vo to vreme, znači sat može biti 2, 3, 4 sati, znači jedno vreme, znači jedan del od denot, tako je rečeno. Ne pomina jedan del od denot, i Ajša veli radijallahu anha, jas prepoznav lice to na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, koga mu dojde objavata. Znači mu sleze Džibril alaihi salatu wassalam, dojde objavata, što je objavi Allah subhanahu wa ta'ala. Ajša radijallahu anha veli, jas go prepoznav lice to na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, negovata radost vo njegovo to lice, koga gi slušna tije ajeti poslaniku sallallahu alaihi wasallam od Džibril alaihi salatu wassalam, mu reče so golema radost na Ajša radijallahu anha, dobra, strečna vest za tebe, oj Ajša, strečna vest. Allah objavi tvojata nevinost. Allah objavi tvojata nevinost. I togaš gi čitaše poslanik od sallallahu alaihi wasallam 10 ajeti što se slezeni za očistuvanje za Ajša radijallahu anha od taja klevet. A prvi od ajet je Allah ta'ala velit, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم
lehu azabun azim. Allah Ta'ala v ovaj ajet dokažuvat neviноста на нашата мајка Аиша радијаллаху анха. Велит Allah Ta'ala, оние кои дојдоа со клевета, се една група меѓу вас, значи во Медина, не сметајте го тоа за некакво зло за вас. Значи тоа што ја правиле таа клевет, таа лага, не го сметајте тоа, значи за некакво зло за вас. Не, тоа е добро за вас. Зашто Аллах ќе ве почестит. Ова е почест од Аллах субханаху ва таала, објава, што ќе се чита до судниот ден. Тоа е добро за вас. Секој ќе биде казнет според гревот што го заслужил, а тој што го почна тоа, значи валлази тавалла кибраху, значи Ибн Селул, големиот мунафик во Медина, а тој што го почна тој клевет, тој што го почна да го шири, за него е голема казна. Леху азабун азим. Голема казна, жестока казна за тој мунафик. Со овај ајет е докажана невиноста на Аиша радијаллаху анха. Овај ајет имамите на суннетот, алимите на суннетот имаат согласување дека после овај ајет кој е обвинуват Аиша радијаллаху анха за блуд, тој е кафир. Кафир. Која обвинуват Аиша радијаллаху анха после овај ајет, тој е кафир. Не е муслиман. И ако се кланјат, не само 5 намази, туку ноќ и ден доброволен намаз, и да прават секоја година хаџ, и да дават милиони и милиарди пари за зекат и за садака, ако тој е обвинуват Аиша радијаллаху анха или мислит, не го кажуват тоа, не го изрекуват, но мислит во себе си, го чуват скришно тајно во неговото срце, дека Аиша радијаллаху анха направила ова валкава работа, тој е кафир. Кафир. Зашто тој го негираат Куранот. Зашто ова е објава од Аллах субханаху ва таала, што знаат се и се што. Аллах Джелешано имат очистено за тоа, за таја клевет, што имаат клеветено мунафиците. И тој што го прави тоа, влагат во караванот на мунафиците, а не во караванот на верниците. Исто вели шех Салих Ал-Фаузан хафизахуллах, Аллах субханаху ва таала никогаш не ќе дозволит да честа од посланикот салаллаху алейхи ва салам да се извалкат. Дури Нух алейхиссалам и други пекамбери, што нивните сопруги биле невернички, но нејзините чести ги чувале, биле честни, иако биле, значи моралот го чувале. Велат алимите не дозволуват Аллах субханаху ва таала да честа, да креветот од еден пекамбер да се извалкат. Ти разбираш за која работа се зборит? Ти си во стање или не си? Не дозволуват Аллах субханаху ва таала најчистите души и створенија што одат на земјата, да нивната куќа и нивиот дом да се извалкат. А камоли тогаш со најдобриот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, но ова кажуваат мунафичката глава Ибн Селул. وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Тој има жестока, огромна казна за него го чекат. Зашто Аллах Джелешано вели الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ. Лошите се за лошите. Посланикот дали е лош? Никогаш. الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ. Добрите се за добрите. Посланикот салаллаху алейхи ва салам е добар, чист. И така се сите негови сопруги.
a lošite se zalošite. Zato ko je poslije ovih ajeti, koja obvinuvat Ajša radijallahu anha za blud, to je kafir. Kafir. Sakat ili neće? Kafir. Izlagan od vrata. I da klanjat noć i den, i da posti ne samo Ramazan, noć i den, 365 dana, 24 sata posti, ako može, ne mu se važi toj post. Koga stigne ovaj ajet, vo čistenje od to obvinuvanje za naša ta majka Ajša radijallahu anha, koga stigne ovaj ajet, mu reče Abu Bakar radijallahu an i njegova ta sopruga radijallahu anha, mu rekao na Ajša, nivnata čerka, oj Ajša, stani i odi kaj poslaniko sallallahu alaihi sallam. Ajša radijallahu anha beše mnogo luta vo to vreme. Ajša radijallahu anha reče, nema da pojdam. Znači, nema da mu se približam. Zašto vije site gi slušnavte tije zborovi i nikoj ne me braneše, ne im se sprotistavi taka rečeno. Edinstven što mu se zablagodaru vam je Allah subhanahu wa ta'ala. Toj me očisti mene od ova klevet. Ja sam mu se zablagodaru vam na Allah subhanahu wa ta'ala i na nikogo drug. Vidio teuhidot na Ajša radijallahu anha, što beše vsaden vo njezino to srce, da mu se zablagodaruvat samo na Allah subhanahu wa ta'ala. Posle ova, znači čistenje od taja klevet, Abu Bakr radijallahu an, koga slušna teka mistah, toj jetim, što toj go oddržavat nego, i toj bil vo taja klevet sučestvoval, Abu Bakr radijallahu an reče, jas nema da go podržuvam poći, znači nema financijski poći da go podržuvam, mistah. To je, znači, go napravi ova protiv moja ta kjerka Ajša radijallahu anha, jas ke mu je prekinam njemu moja ta podrška. No Allah subhanahu wa ta'ala objavi za ova isto ajet. Vidi koliko ajeti se objaveni za Abu Bakra Siddiq radijallahu an, za njegova ta familija. I poslije da Rafida la'anahumullah, Rafidite od Iran i od Kadida se, ti je valkani duši. I posle go obvinuvat Abu Bakra Siddiq radijallahu an, teka ispadnal od verata. Ne, ti je se ispadnate. Ne Abu Bakra Siddiq radijallahu an. Ti je što go obvinuvat Abu Bakra Siddiq za ovakvi rabote. Allah subhanahu wa ta'ala objavi za ovo koga reče Abu Bakra Siddiq radijallahu an, ke moja prekina moja ta podrška, Allah ta'ala objavi ajet. وَلَا يَأْتْلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Velite Allah ta'ala, dobrodušnite među vas. Allah ta'ala go narekuvat Abu Bakira radijallahu an, dobrodušan. Rafidite nevernik. Сега komu da mu veruvame? Na Allah subhanahu wa ta'ala ili na tije valkani nedobrodušni Rafidi? Allah ta'ala veli, dobrodušnite među vas i bogatite. Neka ne se kolnat, deka neke im pomaga na nivnite bliski. A ne posakuvate da Allah vas vi prostit? Togaž koga slušna Abu Bakr radijallahu an ovije zborovi od Allah subhanahu wa ta'ala, togaž reče Abu Bakr Siddiq radijallahu an, bela wallah, ja Rab, inni uhibbu an taghfira li, wa fadat ajnahu fa baka radijallahu an. Abu Bakr radijallahu an reče, da sekako, gospodare moj, ja sakam da ti mene da mi prostiš. I taka togaž mu se napolnija na Abu Bakara Siddiq radijallahu an, njegovite oči so solzi i plačeše od radost.
ради Аллаху ан. И тогаш продолжи на факата под неговата поддршка за Мистах ради Аллаху ан. И му опрости. Види како се верниците, вистинските верници. После таја клевет, после сетти тие комплоти, Абу Бекар ради Аллаху ан му прости на Мистах. И Мистах се повлечи, се покаја од тоа што го направи. Абу Бекар ради Аллаху ан му прости нему и продолжи понатаму да го оддржуват, да му ја дава неговата поддршка. Затоа некој кога сакат да се мерет, мери се со вакви луѓе, со вакви мажи, како Абу Бекар Сидик ради Аллаху ан. Дали ти ке постапиш на ваков начин како Абу Бекар Сидик ради Аллаху ан? Така што тука, значи, завршуваме со тој клевет, таја обвина, што му се случи на Аиша ради Аллаху анха, а тоа беше во 5-та година после хиджретот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, и тие детали што ги учевме, за, значи, ова имаме Захаби рахимуллах во неговата книга Сиар Алемен Нубеле го спомнува тоа како дел од биографијата на посланикот салаллаху алейхи ва селам, за да знаеме што се случило и што правеле мунафиците, како што беше нивниот закон и адет, да ги напаѓаат верниците, а начело да го напаѓаат посланикот салаллаху алейхи ва селам, за да бидиме подготвени со аргументи, кога ќе дојдат утре некои други мунафици, секога имало мунафици во ова време, кога посланикот салаллаху алейхи ва селам бил жив, како можеш да мислиш ти денеска, да нема денеска мунафици? Затоа кај други мунафици и такви обвинувања прават, конфронтирај го со овие ајети. Ако не ги прифаќат овие ајети и продолжуваат понатаму со неговите обвинувања, кафир, ша ау аба, сакал или неучел, му се свиđат или не му се свиđат. Ова не е музичка желба овде. Овде ние не сме, овде ние, како се нарекуваат, осигурања, да му правиме чефон на секој еден. Ова е вера, се работи за дженнет или джехеннем. Треби малца да се разбудиш. Овде е дженнет или джехеннем. Нема трета работа. Нема втори тест, враќање повторно. Немат еден тест. Го положи. Не. Джехеннем. Затоа требиш овие работи добро да ги знаеш. И затоа некогаш тие рафиди и други прават филмови, ги штелуваат филмовите, и нашите деца од малечки ги гледаат тие филмови, таке растат, им всадуваат омраза за верниците, омраза за асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, дури некогаш на кукавички начин, на скришен начин, што не можеш дури да се сетиш. Затоа учија вистинската акида праведно, со темели, со аргументи, со бази, за да бидиш спремен, не да бидиш како да те врти ветрот, кога ке дувни секоја страна иде нешто, ти леташ како пердув. Зошто немаш аргументи? Но ако имаш аргументи, застануваш како една карпа. Не можат ни најсилните ветрови да те помарнат ни малце, а не некои ситни ветрови. Но ако ти немаш знање, ако не си спреман и подготвен со аргументи, секој еден сомнеш те фрлат. Бидниллахи таала, ке застанеме вечерва тука и идниот дерс ке учиме битката на Хандак. Битката на Хандак е една од важните битки што се случила во 5-та година после хиджретот од посланикот салаллаху алейхи ва селам и имат, значи, големи детали, големи придонесувања што треба да ги знаеме и да земиме придобивки и школо.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.